Кратки најави за денешниот дневник. По уривањето на спомен куќата на Владо Малески во Струга, инспекцијските служби го затворија градилиштето. Подобри услови за работа, достоинствена плата и современа опрема за пожарникарите, најави кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата Асен Шајн. Марија Младеновска, носителка на независна советничка листа, нуди програма за подобрување на животот на сите генерации со посебен фокус на повозрасните. Животната средина, поголемо граѓанско учество и транспарентност на локалната се во фокусот на коалицијата за зелена иднина. Украина тврди дека над 1000 кубански државјани се борат на страната на Русија. Со дневникот вообичаено започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес претпладне имавме умерено облачно, ветровито и свежо време. Во попладневните часови услови за нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во петок над Северно море ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со зголемена облачност и температури кои што се вообичаени за овој период од годината. На југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во североисточна Европа, нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо со пад на температурите. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 20 степени. Во Македонија во петок ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекува да наврнати до 15 литри на метар квадратен. Ќе дува умерен југоисточен и јужен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат од 7 до 16 степени. Во Охрид во петок ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо со минимална температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди и свежо со максимални 14 степени. Во понеделник студено утро со утринска температура од 1 степен, а во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. По уривањето на спомен куќата на Владо Малевски во срцето на Струга, инспекцијските служби го затворија градилиштето. Вешти лица и инспектори од Управата за заштита ќе ги утврдуваат штетите врз вредното заштитено културно наследство. Откако при изведување градежни работи вчера беше срушена старата струшка куќа. Инспекциите го затворија градилиштето. При уривање на соседен објект, инвеститорот направил оштетување на темелот, при што се урна источниот калкански ѕид и кровот на спомен куќата на Владо Малевски во срцето на Струга. Вешти лица и инспектори од Управата за заштита ќе ги утврдуваат штетите врз вредното заштитено културно наследство. Предходно заради изградба на тој приватен објект побарани се и одобрени се заштитно-конзерваторски услови од Управата за заштита на културно наследство, во кои се наведени мерки на заштита, што треба, што не треба да се прави во новиот објект. Значи, таму постоеше објект, потребно беше според условите да се отстрани и да се изгради нов објект со исти карактеристики на староградска струшка куќа. Оштетување има и врз галеријата на Коџоман, која е лепенка и постои опасност да биде срушена. Надлежните издадоа решение итно да се заштитат вредните слики. Соседите вознемирени бараат итна реакција за да се спречат штети и врз околните куќи. Не во ред да остане така долго време, затоа се молдувам барем ова страна ако нешто се прекинит работава, овој дел да се намеси нешто, да немаме од штета друга штета. Мерки секако дека треба да се преземат и дека одговорност мора да има. Меѓутоа, тоа им го оставаме на институциите и на оние кои што се надлежни да ги водат овие процеси. Старата струшка куќа денес комплетно руинирана. Од овде надзира вредната етнолошка поставка. Министерството за култура остро реагира на секое неодговорно и несовесно постапување што доведува до оштетување на заштитени објекти и апелира до сите инвеститори и граѓани да се придржуваат кон законските процедури, стои во реакцијата од Министерството. Заштитата на животот и имотите на охриѓани мора да бидат во приоритетите на секој еден кој седнува на чело на општината, преку јакнење на противпожарната заштита. Нашите херои, пожарникарите на Охрид, заслужуваат подобри услови за работа, достоинствена плата и современа опрема, рече на денешната пресконференција кандидатот за градоначелник на Охрид од СДСМ и коалицијата Асен Шајн. Веднаш постапување на функција во првиот месец од мојот мандат, ќе ги подобриме условите за работа, порача Шајн. Најголемиот дел од заложбата, потенцира Шајн, ќе биде насочена кон модернизација на опремата и возниот парк на територијалната противпожарна единица Охрид. Ќе превземе следните чекори. Ќе ревидираме начин на исплата на платите на пожарникарите и ќе изготвиме нов правилник за плати и додатоци. Ќе зголемиме основната плата за 25%.
а со оглед на сложеноста на нивната работа и 20% додаток за ризик согласно законот за пожарникарство. Ке се запазат сите законски права на пожарникарите, прекувремени часови за интервенција на терен, јубилејни награди за 10, 20 и 30 години стаж, правени отпремнини при заминување во пензија и ќе се почитува законот за работа во недела, со соодветна исплата за ангажман во недела. Ќе вложиме во нови возила, современа заштитна опрема и системи за брза интервенција. Овие проекти ќе ги реализираме со домашни и меѓународни институции, бидејќи безбедноста на граѓаните е заедничка одговорност и највисок приоритет. Охрид заслужува градоначалник кој што ќе мисли на луѓето кои секој ден се на првата линија за да го заштитат градот. Јас, Асен Шајн, сум решен да бидам тој градоначалник. Со срце за постарите, со визија за достоинствен живот, порачува Марија Младеновска, носителка на независна листа на кандидати за советници, која на локалните избори настапува под број 34. Младеновска својата програма ја темели на подобрување на условите за живот на сите генерации, но со посебен фокус на повозрасните. Порачува дека сите треба да дадат свој придонес за поголема грижа за градот, за животната средина и за меѓусебна поддршка на луѓето. Премногу има пловни објекти во езерото, не знам како се издаваат тие дозволи, што го загадуваат и би требало да се мисли да се премине на некое поинако алтернативно гориво, како што е електрична енергија или соларна. Понатака, мислам дека не водиме доволно грижа, повеќе вода се испушта за хидроцентрала. Во иднина би сакала, а и сигурно кој да биде градоначалник и понатака, не ова или кој да е, да се направи централно грејање. Јас сум пензионерка, немаме старачки дом, ни ветува години и децени. Секој градоначалник ќе дојде. Во својата кампања вика ќе направиме старачки дом, од ветување ништо не се премине на дело. Сите тротоари на улици се запатени со коли. Не може да поминат мајки со колица со деца, не можеме ние стари лица да мораме да ги задекуваме. Наместо коли да бидат на улица, треба да се направат клупи за седење, барем на овие фреквентни улици, негде на 500 метра, да можеме да седиме, да се одмориме. Предлагам ја исто да се дават субвенции или поволни кредити за овие наши околни села што се на планини, како што е Куратица, Завој, Свињишта, да се активира екотуризмот, бидејќи има идеални услови. Предлагам, например, да се олесни живот за сите нас во Охрид, еднаш неделно да имаме бесплатен превоз, не само пензионерите, него сите граѓани. Во фокусот на програмата на кандидатите за советници од Независната коалиција за зелена иднина, која на изборите настапува под број 8, е човекот и животната средина, поголемо учество на граѓаните во сите аспекти на работата на општината и советот и транспарентност и отчетност на локалната власт, кажа денеска на пресконференција носителот на листата, Никола Киселинов. Тој порача дека Зелената коалиција во Советот на општина Охрид ќе се залага за намалување на загадувањето на воздухот, почвата, водата и ставање ред во урбанистичката сфера. За Охридското езеро ќе бараме поништување на договорот со Република Албанија за испуштање на водата од Охридското езеро за производство на електрична енергија. Депониите кои што ни се во градов, едната е надвор градов Буково, ингеренции има самата влада, ние ќе се трудиме да го едуцираме населението, да се постават камери на ова депонија, све со цел да не се пали, да не се загадува околината на град Охрид. Понатака, депонијата Мауцкер. Депонијата Мауцкер е археолошки локалитет. Никако не се согласуваме депонијата Мауцкер да биде претоварна станица, бидејќи тоа е негативен впечаток за развојот на туризмот. Предлагаме за овај локалитет да се отпочне проект со археолошко истражување по принципот на Помпеја 2. Да го веќе отвориме тој археолошки локалитет и тој град Хермелеја, кој што се наоѓа испод самата депонија, на отприлика 1,40 м, да се отвори, све со цел да се понуди една нова туристичка понуда на градов Охрид
ќе бараме од Советот на град Охрид да се формира, според статутот на град Охрид е предвидено комисија или тело за урбанизам, тело кое што би било составено од стручни лица, не партиски послушници, него стручни лица кои што ќе водат една стручна дискусија и расправа како урбанизмот во градот Охрид. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.